Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Основната цел заради која го поднесуваме предлог законот за измена и дополнување на законот за угостителска дејност е да се доуредат прашањата кои се наметнуваат како потреба од досегашната пракса, а кои налагаат уредување на условите и начинот на вршење на угостителската дејност. Имено, согласно законот за угостителска дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци, запишани во Трговскиот регистар. Од досегашната имплементација на законот се јавува потреба за уредување на начинот на кој се води регистарот, во кој како категорија не се вградени хостелите, кои реално постојат, но истите не се вградени во законската материја. Заради тоа се јавува правна празнина, која е на штета на угостителите, заради фактот што со досегашното законско решение е оневозможен правилен надзор над работата на угостителите кои даваат угостителски услуги за сместување и угостителски услуги за исхрана. Од овие причини, со предлог законот за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност, што го поднесуваме денес, ќе се обезбеди доследна примена на одредбите од законот, ќе се уредат условите под кои угостителски услуги ќе се даваат и во хостели кои во моментов реално се користат и ќе се уредат членовите од законот кои со претходните измени или дополнувања на законот биле изоставени од текстот на предложените и донесени закони, а кои при примената на постојниот закон представуваат само безпредметен текст. Предлог на законот за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност содржи 8 члена, при што со членовите 1 и 7 се уредува дека начинот на водење на регистарот од страна на градоначалникот на општината, а во градот Скопје регистарот што го води градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје треба да се уреди со правилник кој го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа, надлежен за работите од областа на угостителството. Со предлог законот за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност се уредува дека во комплементарните сместувачки објекти покрај ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети, соби, апартмани, станови, куќи, одмаралишта за деца, младинци, работници, лица со попреченост и слично, други комплементарни објекти, феријални домови, планинарски и ловни домови и куќи, објекти за привремено сместување и слично, спаѓаат и хостелите. Со донесувањето на законските измени што ги предлагаме и со кои се предвидени предметни изменувања и дополнувања на одредбите од досегашното законско решение, ќе се надминат можностите за злоупотреба на законот од страна на одредени субјекти кои вршат угостителска дејност и за кои не можат да се изречат глоби и прекршочни санкции за сторен прекршок, наспроти законски предвидените категории на вршители на угостителска дејност, за кои е уреден начинот на кој треба да ја вршат угостителската дејност и кои директно се ставени во понеповолна положба. Би сакала накратко да ги истакнам попластично проблемите со законот за угостителска дејност. На терен, инспекторите секојдневно се соочуваат со сместувачки објекти хостели, кои што не се наведени во законот за угостителска дејност и не е дефинирано што е тоа хостел, кои услови треба да ги исполнува и дали треба да биде правно или физичко лице. Токму затоа бараме да се вметне поимот хостел во законот за угостителска дејност, како би можело во целост да се постапи за она што го гледаат инспекторите на терен. Најголем дел од хостелите во Скопје физички лица, што значи дека се под надлежност на инспекцијата на град Скопје. Член 51.4 вели дека физичките лица кои даваат угостителски услуги во куќи, апартмани и соби за одмор, согласно законот за угостителска дејност, се должни на гостинот да му издадат сметка, бидејќи се физички лица не подлежат на фискален апарат. Затоа бараме да се дефинира во законов за каков вид сметка станува збор која што треба да се издава, со што би можело да се изврши контрола на истите при надзорот. Член 60 став 9
согласно кој во сите закони по кои постапуваат различните инспекциски служби на град Скопје, со новата измена е променета комисијата до која се адресира жалбата против решението на инспекторите, која гласи: Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, а во Законот за угостителска дејност не е направена оваа измена и се уште стои старата комисија, Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка одработен однос во втор степен. Бараме што е можно побрзо ова да се смени. И член 67, точка 6 гласи: дава услуги на појадок противно на членот 46 став 1 точка 3 од овој закон, меѓутоа точка 3 во членот 46 не постои и треба да се вметне пред да се измени Законот за угостителска дејност. Член 46 став 1 точка 3 гласеше: дава услуги на појадок само на корисниците на собите. Имајќи предвид дека за донесување и спроведување на овој предлог закон не се потребни финансиски средства од буџетот и имајќи предвид дека не се работи за обемен и сложен закон, сметам дека истиот може и мора да се донесе час поскоро, се со цел да се оправда целта за која е донесен Законот за угостителска дејност како цела. Од друга страна, луѓето кои се добро упатени во туристичката дејност знаат дека во денешно време се почести се индивидуалните патувања и ако сакаме развој на туризмот, мора да имаме и поголема понуда на хостели. Луѓето бараат град кој сакаат да го посетат и по пат на интернет да резервираат сместување. Имаме потенцијал за отварање на хостели како сместувачки капацитети и затоа е потребно навремено законски да се регулира и да се прецизира оваа материја. Со зголемување на бројот на хостели, но и со нивното промовирање, би се привлекле оние туристи и посетители кои преферираат индивидуална организација на патување. Доколку се следат статистичките податоци за бројот на туристи, како и бројот на ноќевања во последните години во Македонија, не сметајќи го периодот на пандемијата и периодот во кој оваа власт го води туризмот, ќе се констатира постојан пораст кој пропорционално треба да биде пропратен и со зголемен број на сместувачки капацитети од ваков тип, посебно ако се знае дека бројот на туристи и индивидуалци станува се поголем. Последователно на ова, освен во Скопје, бројот на хостели има можност за зголемување и проширување на целата територија на државата. Хостелите се најчесто барани популација на млади луѓе кои буквално со ранец на грб ги крстарат дестинациите. Традицијата на хостелингот можеби е нова за нас, но во Европа таа обстојува повеќе од 1 век со податоци кои датираат од 1909 година. Факт е дека Македонија се приклучи на овој европски тренд, но начинот на кој инвестираат хостелите се уште не е доволно дефиниран поради нецелосната статистика за нивниот број и остварувањата кои ги има државата преку нив во целосниот профит добиен од туризмот во бруто домашниот производ. Регулативата која се користи во Македонија за нивна категоризација е според условите и стандардите пропишани за одделни видови на сместувачки објекти со Законот за угостителска дејност во поглед на уредувањето, опремувањето и квалитетот на услугите предвидени за издавање како куќи, станови и соби, но не е посебно како категорија хостели и што е причина заради кои ги предлагаме денешните измени и дополнувања. Во светски рамки, како податок на Светската туристичка организација, постојат најмалку 50 критериуми во зависност од земјата каде се наоѓаат хостелите, кои ги дефинираат видовите хостели според квалитетот на услуга, регулирани со посебни правни акти. Доколку ги следиме трендовите во иднина, Македонија треба да се стреми кон изнаоѓање на начини и форма за дефинирање на овој тип објекти во рамките на постоечката регулатива, нешто што всушност го предлагаме со денешниот предлог закон. Ви благодарам.